По повод големиот верски празник, Богојавление водици по крстот да скокаат само оние кои што се здрави, кои немаат хронични болести, не примаат никакви лекови и терапии, апелираат лекарите. За повозрастните и хронично болните не се препорачува скокање по крст. Лекарите советуваат и како да се заштитиме од сезонскиот грип. Препорака е општо позната, значи секој млад здрав човек, па и они кои што сакаат да скокаат по крстот, кој што е традиционално на секоја година, подобро е да се направи еден здравствен преглед и кој се чувствува значи добро да скока по крстот, кој не, подобро е да остане дома, да си го зачува своето здравје. За да се одбраниме од сезонскиот грип, значи потребно да се работи на имунитетот додека е личноста во потполна значи здравствена состојба со здрава храна, добар сон, со редовна физичка активност. Денеска имаме голем број на лекови кои што се од типот на витамини, кои што многу придонесуваат за зголемување на имунитетот. Имаме општи здравствени препораки кои што исто така треба да се поштуваат. За жал денеска се повеќе во амбулантите се сретнуваме со популација кои што е многу рано доаѓаат или многу доцна доаѓаат. Самиот процес на сезонскиот грип си има свој тек кој што треба да се запази. Човек е најдобар лекар за своето здравје. Треба да си го слуша своето здравје како му налага. Здравјето потребно е да се, тоест заштитата треба да се опфати со сезонската вакцинација, која што е многу битна. Минатата година, значи октомври, ноември беше сезона за вакцинирање на сите лица, особено треба да се вакцинираат значи бремените жени, старите лица кои што се над 65 години, лица кои што имаат коморбидитети од типот на дијабет, кардиоваскуларни заболувања, но треба да се нагласи луѓето кои што се со респираторни проблеми од типот на астма, на ХОП. Посебно тие треба да се зафата со вакцинација, поради тоа што самиот сезонски грип ги најчесто зафаќа тие пациенти.